Господин Недерковски, известно е дека на 12 април ќе се одржат предвремени парламентарни избори. Како течат подготовките на Државната изборна комисија за овие избори? Формално правно, значи, се уште Државната изборна комисија треба да го почека датумот на распишување на избори и носење на решение од собранието, меѓутоа ние со оглед на тоа што јавноста веќе подолго време е запозната дека се спремаат тие предвремени парламентарни избори и со оглед на тоа дека се формираше техничка влада, која што треба да се грижи исто така за организирање и подготовка на тие предвремени парламентарни избори, Државната изборна комисија превзема веќе одредени мерки за подготовка на тие избори. Во таа насока ние пред некој време објавивме повик за ангажирање на обучувачи во Државната изборна комисија, кои треба во наредниот период да спроведат ангажирана обука, би рекол, на членовите и замениците членови на избирачките одбори, нешто што многу пати сме окажале дека е основна слабост во спроведување на овој процес и од тие причини годинава изменета програма направивме за обука и ангажираме поголем број на обучувачи во помали групи до 30 луѓе кои што ќе треба да се обучуваат во наредниот период за да ги избегнеме основните слабости во процесот. Иако долго време се најавува, уште не се донесени измени на изборниот законник. Има верзија која е во собраниска процедура и која е блокирана со илјадници амандмани, но има и друга верзија која што деновиве се очекува да биде доставена во собраниска процедура. Колку ова доцнење со носењето на изборното законодавство може да влијае на организација на избори? Може и затоа и се предвидени одредени стандарди од страна на ОПСЕ и ОДИХР како организација која што најчесто ги наблюдува изборите и изборните активности во повеќе држави во Европа и светот. Една година пред да се прават избори не е препорачливо да се менуваат изборните регулативи во државите, меѓутоа за жал кај нас во нашата држава праксата е поинаква. Многу често се менува изборниот законник, повеќе од 30 пати е само овој изборен законник променет од неговото донесување и тоа практично не носи до ситуација кога треба ние адхок да се припремаме за одредени законски измени и би рекол да импровизираме одредени решенија, што не е добро и јас затоа апелирам во секоја прилика до законодавците да внимаваат кога ги прават тие измени, во кој период и доколку ги прават, да ги прават поквалитетно со цел да не создаваат нови проблеми, туку да решаваат одредени недостатоци кои што се увиделе во меѓувреме во примената на овој постоечкиот изборен законник. Во секој случај, јас мислам дека е крајно време во нашата држава за нов изборен законник, бидејќи промените кои што многу често се правени во овој изборен законник доведуваат до тоа во самиот изборен законник имате колизија меѓусебна на повеќе норми во самиот законник и тоа представува проблем во неговата имплементација, се разбира. Работната група што ја предводи Министерството за правда веќе подолг период работи на некои измени на изборниот законник со цел да се имплементираат одредени забелешки на мисијата на ОПСЕ и ОДИХР, меѓутоа и на некои други забелешки кои од повеќе фактори кои што учествуваат во изборните процеси. Јас се надевам дека ќе се приближи кон некаков крај и дека навреме ќе имаме завршеток за да може и ние како Државна изборна комисија да можеме навреме да се припремиме со новите изменети законски норми. На нашите членови кои што учествуваат тука, 20 членови од Државната изборна комисија се дел од таа работна група, иницира и она што ние тука го договоривме како можност за евентуална измена во изборниот законник со цел да си ги подобриме на некој начин условите за работа и испроведување на изборната регулатива и ни пренесуваат се што се случува таму, меѓутоа јас пак ќе кажам, овие работи треба да се прават на време за да има доволно време за да се имплементираат правилно. Пред секој избори главна тема е избирачкиот список. Една од главните теми, ако не и најглавна. Каква е состојбата со избирачкиот список? Избирачкиот список е тема која што се наметна пред неколку изборни циклуси, 2014 па 2016 година. На последните избори, председателските избори, не беше толку актуелна тема, затоа што и не треба да биде актуелна тема.
Избирачкиот список е материја која што е постојано менлива, значи се работи за флуктуација на голем број на граѓани, државјани на државата кои што седна избирачкиот список и постојано менлива е таа категорија. Имаме постојано промени на место на живење, на живеалишта на граѓани, иселување, миграција, доселување, значи добивање на нови државјанства и таа состојба постојано се следи, се прати. Ние на квартално ниво добиваме податоци од МВР. Тој избирачки список што го добиваме го преработуваме, го прочистуваме. Сега по распишувањето на изборите, веднаш наредниот ден ќе го добиеме последниот избирачки список и пристапуваме кон негова преработка, потоа следи увидот во јавниот увид во избирачкиот список, меѓутоа не треба граѓаните да го чекаат увидот и сега можат на веб страната на ДИК да се проверат дали се или не се и да доколку има некаков проблем да го решат во нашите подрачни единици или тука во ДИК или може да ни пишат слободно на мејл, значи ние да интервенираме да ја поправиме таа состојба. Значи се работи и за право, меѓутоа и обврска на граѓаните да интервенираат во самиот список. Ние ќе интервенираме онаму каде што реално има потреба и каде што побарале граѓаните од нас. Предложивме како една измена од ова работна група која што претходно ја спомнавме за изборниот законник, да оние граѓани кои што на денот на гласање ќе имаат 18 години, а во меѓувреме немаат лична карта или на оние на кои ми истекла личната карта или пасошот, важноста на пасошот, ние да можеме да ги запишеме во избирачкиот список по службена должност. Се надевам дека ќе помине таа измена и ние да им овозможиме практично побрзо да си ја завршат работата, да интервенираме во списокот, се со цел што помала група на граѓани биде оневозможена да гласа, односно што поголем број на граѓани имаат право на глас. И се надевам дека тоа ќе помине како измена и ќе имаме можност и тука да им помогнеме на нашите граѓани. Нема во избирачкиот список, одговорно тврдам, фантоми, така наречени фантоми, лица. Има во избирачкиот список државјани на државата кои што имаат наполнето 18 години и имаат живеалиште во Република Македонија. Други нема, затоа што и не може да има. Секој што стекнува државјанство, веднаш се запишува на избирачки список. Во државата има издадено нешто над 2.400.000 државјанства и тоа е списокот, значи бројката од 1.800.000 и некоја илјада е реална бројка на гласачи во нашиот избирачки список. Што е со диаспората? Во моментов, по последното добивање на избирачкиот список, нешто над 90.000 се регистрирани како наши гласачи државјани кои што живеат во диаспората, односно легално се пријавиле дека се иселени, меѓутоа таа бројка знаеме дека е неколку пати поголема. Тие повторно ќе имаат можност за гласање и на овие избори. Јас само би ги повикал, доколку сакаат да учествуваат во политичкиот живот на државата и со своји представници, ќе треба да се пријават да можат да гласаат. Значи, ние им овозможуваме регистрација, пријавување на многу лесен начин на нашата веб страна, по мејл ги доставуваат скенирани документите, веднаш добиваат решение дека се регистрирани како гласачи, можат да пријават каде во кое наше ДКП ќе гласаат и со тоа практично им олеснуваме многу работи. Сега треба на денот на изборите да појдат до тоа дипломатско конзуларно представништво и да си го остварат своето право на глас. Можноста им е дадена, се надевам дека ќе искористат во поголем број. Доколку се разбира, јас морам пак да напоменам, како што впрочем кажав во едно моје интервју, дека има законски лимит дека нема да се организираат избори во диаспората доколку не се оствари минимално пријавената бројка на гласачи од гласови колку што добил пратеникот со најмал број гласови во наминатите избори, а тоа е некаде 6.600-6.700 гласови. Значи, доколку нема толку пријавени, нема да се организираат избори во диаспората. Од искуството што го имате, дали и како треба да се организираат изборите во диаспората? Треба, ние сме размислувале тука и повеќе опции, повеќе можности, гледавме како тоа во светот се работи, има повеќе начини. Електронско гласање е
најдобрата опција, меѓутоа најтешко остварлива заради заштитата на личните податоци, правото на глас и можноста од хакирање на целиот процес. И тоа сега за сега не е опција во нашата држава. Го разгледувавме повеќе правци тој начин на гласање. Треба да се подигне и нивото на култура и нивото на, како да кажам, менталниот склоп на нашите граѓани, за да може да воведеме такви можности. Не сме Естонија, би рекол, со едноставно кажано, значи, каде што и домицилните граѓани околу 46-7% гласаат по електронски на редовните избори. Меѓутоа, ние предложивме една друга опција, која што ќе им овозможи на нашите сограѓани од диаспората поголемо учество, а тоа е на денот на изборите да се отворат повеќе гласачки места, каде што има концентрација на наши граѓани од диаспората. Тоа може да преку Министерството за надворешни работи да се отворат, да се закупат канцеларии, ние Државната изборна комисија ќе ги плати тие канцеларии, да се организираат таму изборите кај што реално се концентрирани. Пример, сега треба да отвориме канцеларија согласно постоечките законски норми во Мелбурн, а не можеме да отвориме во Сиднеј, каде што имаме голема бројка на диаспора, или треба да отвориме во Рим, да може да гласаат граѓаните од Лавалета, од Малта, кои што ги има во поголем број, тие не можат да одат до Рим, се разбира. Затоа е потребно и да им се отвори канцеларија во Лавалета, за да може да си го остварат правото на глас. На тој начин ќе пробаме ние како држава да им овозможиме што поголем број од нив да бидат зафатени. Тогаш доколку не си го остваруваат своето право, мислам дека треба да размисли државата дали понатаму да организира избори во диаспората. Значи, ние прво треба како држава да им помогнеме да го остварат своето право, а после тоа од нив зависи дали ќе го задржат своето право. Ние дадовме предлог на овој начин во работната група да се прошири правото на организирање на избори во диаспора. Се надевам дека ќе биде прифатено. Ако биде прифатено, ние ќе го организираме. На овој состав на Државната изборна комисија, кој беше избран како привремен, неколку пати му е продолжуван мандатот. Реализиравте едни предвремени парламентарни избори, потоа референдум на национално ниво и председателски избори. Сега мандатот ви е до јули 2020 година. На што се должи ова продолжување на мандатите и како овој состав на ДИК стана еден состав за пример, условно кажано? Како се случи? Значи, се покажа дека не е се во различните организациони форми на ДИК или не знам, полупрофесионални, полуполитички, политички и така натаму, туку прашањето е до изборот на луѓето. Значи, морам да ги пофалам и колегите кои што се во составот на Државната изборна комисија, дека сме сите една компактна целина која што пред се договори да работи согласно позитивните законски прописи, да ги почитува законите на нашата држава и дека нема да има проблем. И се додека така функционираме, јас се убедувам дека нема да има никаков проблем, затоа што политиката е политика, ние сите имаме одредена политичка провиниенција, сме биле, ќе бидеме и така натаму. Меѓутоа, овдека е државен орган кој што има пред се задача да организира и спроведе избори, да не се занимава многу со политика. Тоа колегите го сватија и се надевам дека така ќе издржиме. Краток ни е мандатот, меѓутоа ние тоа не го земаме воопшто во предвид, нити гледаме дали сме времени, привремени или како. Се додека сме тука ќе работиме она што ни е задачата да ја завршиме, и се надевам дека нема да има проблеми. Јас морам да истакнам дека едно последно истражување кое што го направија нашите партнери од АјФЕС, кои што тука ни се постојано како поддршка, покажа дека после минатите председателски избори поддршката на јавноста во овој состав на комисијата и работата на комисијата е на едно завидно ниво, скоро 75% од јавноста позитивно се изјасни за работата, и тоа за нас представува еден предизвик и една обврска, би рекол, да продолжиме во тој правец. Едно од главните прашања на овие избори се очекува да биде излезеноста. Има општа разочараност на граѓаните во политичките елити. Како граѓаните што
помасовно да излезат на овие избори, како политичките партии би требало да влијаат на нив и дали тука може да се вклучи Државната изборна комисија? Така е, значи ова е повеќе прашање за политичариве отколку за нас. Ние како Државна изборна комисија ќе направиме една кампања малку подолга овој пат за да ги мотивираме граѓаните да го искористат своето право на глас и да излезат на овие избори. Меѓутоа, сепак, главната задача за тоа е на политичките партии и опциите кои што ќе ги понудат за граѓаните. Значи, се работи за понудата. Граѓаните во изминативе 30 години видоа различни понуди, слушнаа различни ветувања, имаат различни разочарувања и така натаму, значи не повеќе или помалку. Тоа е тешка задача за политичарите овај пат, мислам дека ќе биде многу тешка да ги убедат граѓаните дека нивната опција е таа која што треба да ја одберат. Јас можам да апелирам само до нашите граѓани дека излегувањето и остварувањето на правото на глас на избори е нешто кое што практично ја одредува нивната судбина во понатамошниот тек на настаните, односно во наредните години, така што би требало сите да излезат и да го остварат своето право на глас, бидејќи се работи за избори во кои што треба да се одбере една политичка опција која што треба да ја води државата во наредниот период. Само со излезност, само со излегување и гласање можете да го промените нештото, инаку со пасивизација на изборите не можете. Друго е референдумот, каде што таму и законот ви дозволува да се изјасните доколку не излезете да гласате, тоа значи дека имате опција да го направите тоа, меѓутоа кај изборите исто така и ако некои сметаат дека опција е да не се излезе, јас сметам дека правото на глас и остварување на правото на глас е опција која што може да доведе или до задржување на власт или до промена на власта и апелирам да луѓето го остваруваат своето право на глас на тој начин, бидејќи еднаш во тие 3-4 години може да го направат тоа, добро е да го прават тоа. Дали има нови дописи или барања од техничките министри и дополнителните заменици во контекст на оно што се случуваше изминатите 2 недели со Министерството за внатрешни работи, дописот од господинот Шулев до вас? Па нема, јас може би ќе има, не знам, во наредниот период, меѓутоа и на седницата пред некој ден кажав, значи добро е да се консултираме и ние и тие пред да направат било каков чекор за можеби нема потреба да се оди на овој пат, можеби да се решат проблемите со разговор. Се надевам дека нема да има многу такви случаеви, меѓутоа поинтензивно би било тоа доколку било после распишување на изборите, затоа што сега е период во кој што не се распишани избори и дека сите активности нивни практично и се активности во рамките на работата на министерствата кои што ги водат, немаат никаква поврзаност, би рекол, со организација и спроведување на изборите. Меѓутоа како ќе се ближи периодот ќе видиме. Се надевам дека нема да има толку интензивна преписка. Во контекст на тоа вие овој период не можете да реагирате ни на оние предвремено почнати кампањи од страна на политичките партии. Каква е вашата реакција? Како сметате ли дека ова треба да биде регулирано на некаков начин? Треба да се регулира во изборниот законник, точно да се пропише што представува, а што не представува кампања предвремена или пред распишување на изборите, затоа што сега не ограничува самиот законник од денот на распишување, кога смее, кога не смее да се води таква кампања, меѓутоа политичките партии тоа го прават континуирано, гледаме и самите те едните, те другите, значи доколку сакаме да се ограничи таквиот начин на нивно делување, тоа ќе мора во закон да го ставиме. Сега за сега немаат ограничување до распишување на изборите да прават било што. И тоа тие го прават. Да. Освен избори и референдуми на национално ниво, Државната изборна комисија организира и референдуми на локално ниво. Предстојат референдуми во Дојран и во Неготино. Како течат подготовките и што ќе значи успешен референдум? Да, во Дојран веќе има одлука донесено, на 2.2 ќе се одржи референдумот. Тоа е прашање од локално значење за јавно-приватно партнерство. Се надевам дека ќе биде успешен. Ние веќе Општинската изборна комисија во Дојран ја активиравме.
и ги обезбедуваме потребните услови кои што треба да се одржи и ќе биде се во ред. Во Неготино се собраа потребните потписи кои што беа потребни за распишување на референдум. Во тек се координативни состаноци и треба да се донесе одлука таму во локалниот совет за да се спроведе тој референдум. Како ќе оди понатаму, ние сме во тек, тука сме да им дадеме поддршка максимално. Што значи организирање на еден успешен референдум? Колку, да речеме, колку гласачи треба да излезат на овие референдуми за тие да се третираат како успешни? Па, како што вели законот, значи повеќе од половината треба да излезат за да се третираат како успешни, а за да се распишат сега во Неготино, например, се собра од потребните 3200, нешто над 3340-50 потписи и согласно закон за референдум треба да се оди кон распишување на референдум за прашањето за кое што ќе се постави таму. Тоа е прашањето за најавената депонија, мислам, во Неготино, и после тоа Државната изборна комисија го обезбедува избирачкиот список за конкретно за Неготино, организира со Општинската изборна комисија, ги припрема избирачките одбори, доколку има некои промени ги завршува тие промени на време и се печати материјалот гласачки, избирачки, кој што треба да биде на денот на референдумот. Тоа е заедно со Општинската изборна комисија, ние како логистика го работиме и нема никакви проблеми.